Не го познава лично, но Мицкоски вели дека биографијата на судијата Савески дава гаранции дека тој може да биде успешен јавен обвинител. Премиерот го коментираше предлогот откако вчера владата донесе одлука токму тој да биде предлогот за државен обвинител од четворицата кандидати за кои Советот на обвинители даде позитивна оценка. Ги анализиравме сите кандидати, ги анализиравме нивните биографии, воедно и заклучоците од Советот на јавни обвинители. И како влада, во една конструктивна дебата, донесовме заклучок дека Ненад Савевски може да биде соодветно решение за нов државен јавен обвинител. Јас лично не го познавам Ненад Савевски, но од она кое што можев да го видам од неговата биографија, но и од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар, односно да не речам одличен нов државен јавен обвинител. Од опозицијската СДСМ велат дека нема предвреме да осудуваат, но бараат Савески да има професионален пристап без да подлегне на притисоците на власта. Професионалниот профил на предложениот кандидат за нов државен јавен обвинител Ненад Савески говори дека станува збор за човек со долгогодишно искуство. Начинот на кој течеше разрешувањето на поранешниот обвинител, политичките притисоци и елиминацијата на обвинител јавно на телевизија од страна на Мицкоски оставаат сериозен сомнеш во намерата на власта. Од тука новиот јавен обвинител го чека многу работа, особено во случаите со криминал и корупција на власта, коментираат од СДСМ. И од ДУИ бараат Савески да не биде обвинител близок до политиката, туку да придонесе за владење на правото и да го гони криминалот со почитување на правилата за правична и фер постапка. Според најавите, изборот на Савески во парламентот треба да се случи наредната недела. Државниот обвинител се избира со 61 пратенички глас, мнозинство кое власта на ВМРО ДПМН вреди знам секако го има обезбедено. Савески од 2016 е судија во Скопскиот кривичен суд, во кој суди за случај од организиран криминал и корупција. Но од 2009 работел и како обвинител. Има дипломирано и магистрирано на правниот факултет Јустинијан I во областа на казненото право, а предава и на Академијата за суди и јавни обвинители. Катерина Нешкова, Сител телевизија.